на 100.000 луѓе најмалце, поголема е бројката, ќе биде прекршено правото на глас, кое што е второ право кое што ќе окршиме флагрантно од страна на државата, а се однесува на право дефинирано согласно меѓународни конвенции, без увода им чуја на претеници на функционериве кои што до вчера не убедуваа дека се е розово држава. Како не им е срам? Како не им е срам? Нека седнат, нека си ја сработат работата која што треба да ја сработат, затоа плата зимаат. Имајќи предвид дека има уште 50 дена до изборите, со оваа динамика, 100.000 што се врти во информациите луѓе што немаат документ, по оваа динамика во текот на март месец можат сите да се опремат со соодветни документи. Но иницијалното е од граѓанинот да иницира барање. По оваа динамика, во текот на март, предпоставка е дека може се еден граѓанин да иницира издавање на подготвување и издавање на документ соодветен. Да расчистиме дилемата. Добро, ќе расчистиме, ќе дојдеме кај дилемата. Значи, ова е по динамика на работа на МВР. За да имам документ, треба јас да побарам документ. Треба вие да побарате. Значи, тоа е процедурата. Сега, што евентуално дојдеме во ситуација, определен број на граѓани тоа да го немат. Тоа е тема за размислување за нас. И имајќи предвид дека има време секој да иницира, прво да даваме предност на правото на граѓанинот да иницира навремено, соодветно барање да се има документ. А од после наша обврска да излеземе со соодветна одлука што и како да постапиме.